да се пресметаат дадените лимеси. Лимесите ќе ги пресметаме користејќи Лопиталово правило. Ајде да видиме што имаме кај првиот лимес. Имаме лимес од x минус 3 врз 3x на квадрат минус 13x плюс 12, кога x тежи кон 3. Ако допуштиме x да тежи кон 3, во броителот имаме 3 минус 3, што е 0. Исто така, во именителот, ако допуштиме x да тежи кон 3, имаме 3 по 3 на квадрат, тоа е 3 по 9, 27, плюс 12, тоа е 39, минус 13 по 3, што е 39, значи имаме 39, минус 39, што е исто така 0. Ако допуштиме x да тежи кон 3, кај овај лимес имаме неодреденост 0 врз 0. Двете функции се диференцијабилни. На отворен интервал околу точката 0, согласно Лопиталовото правило, значи тука Л, П че ставам, за да знаете во овој чекор користам Лопиталово правило. Овај лимес е еднаков на лимес од извод од функцијата во броителот, значи извод од функцијата во броителот, врз извод од функцијата која што е во именителот. Извод од функцијата која што е во именителот. Лимес пресметуваме кога x тежи кон 3. Значи, што проверувате? Прво проверувате дали имате неопределен облик. Во случајов имаме неопределен облик кај кој што може да се примени Лопиталово правило, тоа е 0 врз 0, и затоа применуваме Лопиталово правило. Користајќи Лопиталовото правило, ова е еднакво на овај лимес. Внимавајте, че извод од функцијата која што е во броителот врз извод од функцијата која што е во именителот. Немој на целиот израз тука да барате извод. Уште еднаш, извод на тоа што е во броителот врз извод на тоа што е во именителот, на тоа на функциите кои што се во броителот и во именителот. Продолжуваме понататак, овај лимес е еднаков на лимес од извод од x минус 3 е извод од x, што е 1 минус извод од 3, што е 0, значи во броителот останува само 1. Во именителот имаме извод од 3x на квадрат минус 13x плюс 12 е извод од 3x на квадрат, тоа е 6x, минус извод од 13x, тоа е плюс извод од 12 е 0. Во именителот имаме 6x минус 13. Пресметуваме извод кога x тежи кон 3. Во овај чекор, ако допуштам x да тежи кон 3, се добива 1 врз 6 по 3 минус 13, што е еднакво на 1/5. Конечно, вредноста на лимес од x минус 3 врз 3x на квадрат минус 13x плюс 12, кога x тежи кон 3, е еднаква на 1/5, или лимесот не е еднаков на 1/5. Продолжуваме со определување на лимесот од 2. Доколку допуштиме теја тежи кон 0, во овај лимес се добива 0 по 1 нулта, што е 1, имаме 0 по 1, во броителот имаме 0, во именителот имаме 1 минус 1 нулта е 1, и во именителот се добива 0, значи 1 нулта е 1, имаме 1 минус 1, што е 0. Пак имаме функции кои што се диференцијабилни околу нулата. Согласно Лопиталовото правило, овај лимес е еднаков на лимес од изводот од функцијата која што е во броителот, значи извод од функцијата која што е во броителот врз извод од функцијата која што е во именителот. Определуваме лимес кога те тежи кон 0. Продолжуваме со решавање на овај лимес. Лимес од, да забележиме, во броителот имаме извод од производ на функции. Па така, овај извод е еднаков на
извод od t po e na t plus t po izvod od e na t. Vs imame izvod od ovaj izraz, izvod od 1 je 0 minus izvod od e na t, što je e na t. T teži kon 0. Da napomenem, дека тука барам извод по променлива t, бидејќи функциите ми се променлива. Те продолжуваме понатака, ова е еднакво на лимес од извод од t е 1, па така имаме 1 по e на t, што е e на t, плюс t по извод од e на t, извод од e на t е e на t. Во именителот имаме минус e на t. Продолжуваме лимес кога t тежи кон 0. Сега, ако допуштиме t да тежи кон 0, ќе добиеме e на нулта, што е 1 плюс 0 по 1 врз минус 1. Конечно, за лимесот добивме дека е еднаков на минус 1. Лимесот t по e на t врз 1 минус e на t, кога t тежи кон 0 е еднакво на минус 1. Продолжуваме понатака. Го имаме по 2 овај лимес. Имаме лимес од e на 3 x врз x на квадрат. Ако допуштиме x да тежи кон плюс бесконечност, тогаш функцијата во броителот e на 3x ќе тежи кон плюс бесконечност. Па така имаме плюс бесконечност врз. Исто така, ако x тежи кон плюс бесконечност и x на квадрат тежи кон плюс бесконечност, се добива и во именител плюс бесконечност. Плюс бесконечност врз плюс бесконечност. И кога имаме ваков неопределен облик, пак може да примениме Лопиталово правило. Пак применуваме Лопиталово правило. Па така овај лимес е еднаков на лимес од извод од функцијата која што е во броителот, значи извод од функцијата која што е во броителот врз извод од функцијата која што е во именителот. X тежи кон плюс бесконечност. Ова е еднакво на лимес од извод од e на 3x е e на 3x по извод од 3x, бидејќи e на 3x е сложена функција. Кога зборуваме за верижно правило, ова го објаснаме зашто е вака. Веќе треба да го знаете. Врз извод од x на квадрат. Извод од x на квадрат е 2x. Определуваме лимесот кога x тежи кон плюс бесконечност. Се добива лимес од извод од 3x е 3, ќе го запишам пред e на 3x, а така во броителот имаме 3 по e на 3x. Тоа како именителот го препишуваме ова 2x. X тежи кон плюс бесконечност. Сега, ако допуштиме x да тежи кон плюс бесконечност, пак e на 3x ќе тежи кон плюс бесконечност и од таму 3 по e на 3x ќе тежи кон плюс бесконечност. Пак во броителот имаме плюс бесконечност. Исто така, и во именителот, кога x тежи кон плюс бесконечност, се добива плюс бесконечност, бидејќи 2x во тој случај тежи кон плюс бесконечност. Пак и во овај чекор тука ќе искористам Лопиталово правило. Согласно на правилото, ова е еднакво на лимес од извод од функцијата која што е во броителот, значи извод од 3 по e на 3x врз извод од 2x. Можеше овие константи 3 и 2 да одат пред лимесот и да имаме 3 половини по лимесот e на 3x врз x, но едно. Треба да се добие истото решение. Определуваме лимес кога x тежи кон плюс бесконечност. Како и претходно, извод од
функцијата во броителот е 9 по e на 3x, пак имаме тука сложена функција, имаме 3 константа пред изводот, изводот е на 3x, изводот e на 3x, видовме дека е 3 по e на 3x, па така ќе добиеме 9, ајде уште еднаш, ова е еднакво на 3 по изводот e на 3x, изводот e на 3x видовме дека е 3 по e на 3 x, што е 9 по e на 3. 9 по e на 3 x, константата може да оди пред изводот, ќе имаме 2 по изводот x, што е само 2. Предлагаме лимес кога x тежи кон плюс. Овој лимес е еднаков на 9 половини константа може да оди пред лимесот, по лимес од e на 3. И кога x тежи кон плюс бесконечност, се добија 9 половини. Лимесот кога x тежи кон плюс бесконечност од e на 3x е бесконечност, имаме 9 половини по бесконечност, што е еднаква на, или 9 половини по плюс бесконечност, што е еднакво на плюс бесконечност. Пред да продолжиме со решавање на лимесот по г, да напоменам дека при решавање на лимесот по 2 искористив 2 пати Лопиталово правило. Значи, повеќе кратно искористување на Лопиталово правило кај еден ист лимес е возможно. Ако и само ако се исполнети условите при кои што може да го употребиме Лопиталовото правило. Тоа треба да го проверите. И уште еднаш да напоменам, треба да барате извод на тоа што е во броителот врз извод на тоа што е во именителот. Продолжуваме со решавање на лимесот под г. Ајде да видиме како се нарисуваат функциите котангенс и ln околу нулата од десно. Функцијата котангенс е вакво нешто, што овде ако е 3 половинка, тука ако е 0. Котангенсот dx кога x тежи кон 0 од десно, тежи кон плюс бесконечност, па така во броителот овде имаме плюс бесконечност, додека ln знаеме сите кога x тежи кон нулата одесно, ln тежи кон минус бесконечност. Рековме ако имаме плюс врз минус бесконечност, имаме неопределен облик бесконечност врз бесконечност и во овој случај може да употребиме Лопиталово правило. Согласно на ова објаснување, овој лимес е еднаков на лимес од, тука именуваме Лопиталово правило, имаме лимесот, функцијата која што е во броителот, во случај котангенс x, врз лимес, врз извод од функцијата која што е во именителот. Извод од ln од x. Го пресметуваме овој лимес кога x тежи кон 0. Во наредниот чекор ќе ги пресметам изводите на котангенс x и ln од x. Имаме лимес од извод од котангенс x е минус 1 врз синус на квадрат x, или ова е минус косеканс на квадрат x. Тоа го имаме во броителот, додека во именителот имаме извод од ln од x, кој што е 1 врз x. Определуваме лимес кога x тежи кон 0. Од десно имаме лимес од во броителот имаме минус 1 по x, што е минус x, но минусот можам да го извадам пред лимесот, па така ќе остане само x тука, додека во именителот се добива синус на квадрат x по 1, што е синус на квадрат x, кога x тежи кон 0 од десно. Кога x тежи кон 0 од десно, x тежи кон 0, исто така и синус на квадрат x тежи кон 0. Кај овај лимес имаме неопределен облик 0 врз 0, па така повторно може да примениме Лопиталово правило. Го добивме овај израз поради простор за решавање, ќе го решам овај. Тука рековме пак употребуваме Лопиталово правило, минусот да не го заборавиме. Имаме лимес од извод од x
върз извод от синус на квадрат x кога x тежи кон 0, одесно ова е еднакво на минус лимес извод от x 1, синус на квадрат x е сложена функција, па така незиниот извод е еднаков на 2 по синус x по извод од синус x, што е косинус x, забележно правило зборувавме на претходните видео, брелуваме лимес кога x тежи кон 0 од десно. Една половина е константа, може да оди пред лимесот. Во лимесот имаме лимес од 1 врз синус x косинус x кога x тежи кон 0 од десно и овај лимес е еднаков на минус една половина по лимес од 1 врз косинус, ајде ќе запишам x кога x тежи кон 0 од десно по лимес од 1 врз синус x кога x тежи кон 0 од десно. Кога x тежи кон 0 од десно косинус x тежи кон 1, па така овај лимес е 1, ќе има минус една половина по 1 по лимес од 1 врз синус x кога x тежи кон 0 од десно. Ајде да ја разгледаме синусната функција. Синусната функција е нешто вакво. Значи ова е нулата, ова е пи тука, пи полука, не интересира. Кога x тежи кон 0 од десно, синусната функција тежи кон 0 и е позитивна. Значи, ако x тежи кон 0 од десно, синус x тежи кон 0 и прима позитивни вредности, па тука неформално би имале 1 врз 0 плюс, бидејќи x тежи кон 0. Од десно, кога лимес би се добило 1 врз 0 плюс, што е? Плюс бесконечно, пак гледам ова е неформално објаснување, конечно добивам минус една половина по 1, рековме овај лимес, по плюс бесконечност, или ова е минус една половина по плюс бесконечност, што е минус бесконечност. Ке се вратам на преостанатиот лимес. Останува да го определиме лимесот даден под d. Имаме лимес од 1 врз x на квадрат минус косинус од 3x врз x на квадрат. Ако допуштиме x да тежи кон 0, 1 врз x на квадрат во тој случај тежи кон плюс бесконечност, значи тука имаме плюс бесконечност. Кај вториот член тука имаме косинус од 0, што е 1, врз 0 на квадрат, ова е 1 врз 0 на позитивни вредности до 0 и овај член тука тежи кон бесконечност. Би имале во лимесот бесконечност минус бесконечност. Бесконечност минус бесконечност не е еднакво на 0. Немој да сгрешите. Ајде додека сме тука. Бесконечност плюс бесконечност е плюс бесконечност. Минус бесконечност минус бесконечност е минус бесконечност. Бесконечност минус минус бесконечност е бесконечност. И така натаму. Но бесконечност минус бесконечност не е 0. Ниту минус бесконечност плюс бесконечност е 0. Овој лимес ќе го определиме со користење на Лопиталово правило. Првиот чекор е тоа што е во лимесот или функцијата од која што пресметуваме лимес да ја запишам, нејзиното правило да ја запишам како подзаеднички именител. Имаме лимес од заедничкиот именител тука е x на квадрат. Имаме 1 минус косинусот и x определуваме лимес кога x тежи кон 0. Ајде видиме сега што имаме. Ако x тежи кон 0, косинусот 3x тежи кон 1, ова долу тежи кон 0. 1 минус 1 во броителот ќе даде 0, као што кажавме x на квадрат,
ќе тежи кон 0, па така тука имаме неопределен облик 0 врз 0. Знаеме кога имаме ваков неопределен облик, може да употребиме Лопиталово правило. Па така овај лимес е еднаков на лимес од извод од функцијата која што е во бројделот, извод од 1 минус косинус од 3 x, значи извод од оваа функција врз извод од функцијата која што е во именителот. Пределуваме лимес кога x тежи кон 0. Ова е еднакво на лимес од извод од оваа функција е извод од 1 што е 0 минус извод од косинус од 3 x. Тука имаме сложена функција, имаме минус извод од косинус од 3x е минус синус 3x по извод од 3x што е само 3. Правилото на врежање или вережно правило употребуваме. Врз извод од x на квадрат што е 2x определуваме лимес кога x тежи кон 0. Продолжуваме со решавање на последниот лимес. Ова ќе го означам со звезда, продолжувам. Тука ќе го запишем изразот малце подобро. Имаме лимес од минус по минус синус 3x е само синус од 3x и оваа тука ќе запишам пред синус. Имаме 3 по синус од 3x врз 2x. Ставаме лимес кога x тежи кон 0. Ако да пуштиме x да тежи кон 0, ќе имаме 3 по синус од 0, што е? И ова е еднакво на 3 половини може да оди како константа пред лимесот по лимес од синус од 3x врз x кога x тежи кон 0. Ако допуштиме x да тежи кон 0, синус 3x ќе тежи кон 0, исто така и x тежи кон 0. Пак имаме неопределен облик 0 врз 0 и овај чекор ќе применам Лопиталово правило, па така ова е еднакво на лимес од извод од синус од 3x врз извод од x. Кога x тежи кон 0, имаме лимес од извод од синус косинус од 3, вече имаме сложена функција, треба да помножиме по извод од ова што знаете во случајот. По 3, извод од x е 1. X тежи кон 0 или имаме 3 по лимес тежи кон 0 од косинус од x. Кога x тежи кон 0, косинус од 3x е косинус од 0, односно тежи кон 1, па така имаме 3 по 1, што е 3. И за пресметување на овај лимес искористивме два пати Лопиталово правило. На крајот од ова видео уште нешто да напоменам. Значи, кога сакате да примените Лопиталово правило, најпрво треба да проверите дали имаме неопределен со даден облик, дали условите за примена на Лопиталово правило се исполнети. Тоа е едно. И второто, барате извод од функцијата во бројителот, значи извод од ова, пример, како што е тука, врз извод од ова, а не извод од целиот количник. На тоа да внимавате.